Добар ден, добри луѓе! Еден голем поздрав од екипата на Вкусот на традицијата од Златно буре Кучково. Не можам да ви опишам каков прекрасен ден е надвор. Дури размислуваме и на наредното снимање веќе да снимаме надвор. Тоа се е разеленето. Тако, само птиците пеат. Таква е природата овде, чист воздух. Скопје го гледаме таму во замаглената состојба од чадот и така натаму, а ние уживаме овде во овој прекрасен амбиент, како создаден и нагости да дојдеш и да прошеташ овде, да си каснеш нешто вкусно, но и за да подготвиме некој нов рецепт на денот. За денешната емисија јас ќе ви направам уштипци од мелено месо. Толку брзо се приготвуваат, дури да ви кажам, ми наликуваат како на ќофтенца, нели? Но ова си се уштипци и ова ми е многу попрактичен рецепт за подготовка на меленото месо отколку на класично ќофте. Верувам дека кога ќе ги направите овие уштипци од мелено месо, толку многу ќе ви се допаднат и ќе се уверите во ова што ви го кажувам, дека е многу полесен и поедноставен начин и излегуваат буквално една цела голема ваква тава излегуваат. Можете со сос да ги јадете, со салата, со што и да е, превкусно е нешто. Мелено месо вообичаено сите си чуваме во ладилниците. Та 300 грама, та 400, та 500 на повеќе така парчиња поделени, замрзнати, за да си имаме готово за јадење. За овој рецепт уштипци од мелено месо вас ќе ви бидат потребни 500 грама мелено мешано месо, значи јунешко и свинско по 250, 3 јајца, 5 лажици брашно, 1 кромит рендан на најситното. За во тестото ќе ни треба 5 супени лажици масло и 250 мл кисела вода. 1 пакетче прашок за печиво, ќе ни треба ситно сечкан макдонос половина китка, малку буковец, бибер, мешан сув зеленчук, сол. Ќе ви треба 1 тава за пршење и екстра масло по потреба. Значи, не знам колку ви собира вашата тава масло, затоа велам по потреба, затоа што барем треба 2 прста да има во тавата масло, за да може убаво тие да се пржат и тие набабруваат. Да преминеме на работа. Значи, ништо претходно не се пржи, туку се става во еден сад, каде што сето ова добро ќе го измешате и ќе направиме всушност тесто за вакви уштипци. Ете така. Сега ќе ги ставам прво јајцата. 3 јајца. И зачините ќе ги ставам тука. Се заедно, сите потребни состојки треба да ги измешаме и да направиме тесто од нив. Ќе ги ставам најпрвин само зачините, за да можам меленото месо да го убаво измесам. Ќе ставам половина кафено лажиче бибер, половина кафено лажиче буковец, кој што може да биде или лут или благ. Зависи од тоа што сакате. Половина кафено лажиче мешан сув зеленчук. Сол исто така половина кафено лажиче. Така. И сега, пред да го додадам кромидот и брашното, прво ќе го измешам меленото месо со сите овие состојки да се изедначи.
Тука ќе додадам сега и малку масло. Во тестото си има и масло. Присуството на маслото е важно за да ги поврзе сите овие работи, да го намасти убаво месото. Ке користите вилушка тука или она лажица за правење пире што е. Еве, веќе месото си се спојува со јајцето. Треба, значи, да се разводени, така што се вели да се разлигави од јајцето, од маслото. Така, сега ќе го ставам кромидот. Ќе го ставам макдоносот. Прашокот за печиво. Прашното. Сега малку со дрвената лажица. Сите состојки убаво да се поврзат. Во тестото ја додаваме и киселата вода. Можете доколку сакате да ставите и малку лукче во смесата. И еве. Мислам дека е веќе доволно. Тука имам малку кромиче. И убаво треба да го оставиме да се така спои, да се закисне, што се вели со сите состојки. Брашното да навлезе секаде, јајцето. И ќе си подготвите една чинија на која што ќе ставите хартија, кунска хартија или подебела салфета, за да можете, кога ќе ги вадите уштипците, да го впијат вишокот на масло. Уште малку масло тука ќе ставам. Така. Инаку, еве, погледнете, вака треба да биде густо тестото. Гледате, она буквално целото гледа на месо гледа.
И сега, ќе си земам една лажица, метална, за да можам да ги вадам. Така. Одлично. Тие се вадат колку една супена лажица и директно во врело масло. Сега ќе го ставам тавчето, ќе налеам масло во него, убаво да се стопли. Така. Многу е важно откако ќе ја направите смесата, тавчето со зејтин тогаш да го ставите на рингла. Ќе му дадете можност на тестото за уштипците да отстои неколку минути. Тоа е исто така многу важно. Еве го. Гледајте колку е убаво. Ето така. Сега ќе си ставам помошно тука. Малку. Може и вака да ја ставам лажицата. Да видам. Еве го. Еве го, веќе почнува да чади, значи време е. И си скипна малку тестото. Еве, гледате што значи, битно е оно целото да не се прелива. Сега започнувам. Ете така. Уштипците така си се пржат. Една супена лажичка. Колку фати, толку. Сега малку ќе го тргнам. Така да не ми изгорат. Како убаво замириса. Прекрасно нешто. Леле што убаво се погоди тестото. Така, леле, за мерак. Мераци. Сега викаат, не било здраво пржено, ти реков ми рече, ама сега што да правиме? Кога нашата кујна си сака такви работи. Од едната, од другата страна. Така. Ево ова колку е врело. Така. Ќе намалам температурата на оганот. Секогаш на првите така веднаш ќе буфнат, но потоа кога ќе се намали температурата на оганот, за да се испржат нели убаво и внатре. Така. Леле. Баш ќе видам со што најповеќе ќе ми одат овие уштипчиња со некое сошче. Нешто така убаво вкусно. И постојано треба да им дворите, нели? Да им дворите. Така. Сега има место, еве и ова е веќе готово. Сега да ставам уште. Значи, колку повеќе седи тестото, толку е подобро. Можете тестото и од денес за утре да го направите. Да. Супер. Еве го забележувам. Значи, кога ќе брцнам вака лажицата, ми вели дека уште малку треба да се испржат првите. И ќе ги вадам, готово. Можам уште едно да ставам. И овие знаете, штом се испржат, веднаш на трпезата.
Со некоја салата убаво ќе одговарат и со салата. Еве, треба да имаат боја, така кафена боја. Крцкави да бидат, медова, кафена, така. Така. Овие се веќе готови, еве кога ќе ги притиснам, веќе тестото не излегува. Така. Имам лажица за тоа специјална, вака за да се цеди маслото. Така. Ова може да го проверам уште малку. Мислам дека е добро. Ето така. Сега додавам уште од смесата. Овие ги превртувам. Така. Како ќофтиња, ви кажав, буквално како ќофтиња излегуваат. Еве, значи, се уверивте во тоа, гледајте како веќе се врза. Тоа е неверојатно, значи мора да остои 5 до 10 минути, колку повеќе, толку подобро. Ако немате време од денес утре да го правите тестото, значи барем оставете го така нека искисне. Ето така. Сега овие да ги врткам. И овие се веќе готови. Комај се готови, да. И сега, они ќе се скиснат, морам малку да пробам. Леле, колку се добри. Лудница се. Еви и ова го вртам. Ау, колку се добри. Еве го и ова е веќе готово. Така. По мене, со ова ќе оди некој многу убав сос, например, од павлака, па со кисело краставиче, така со некој зачин, малку оригано, маслиново масленце, лукче да има во него. Да, такво ќе направиме. Ајде сега и овие да ги превртам. Да. Сигурно уште една тура. Уште една тура ќе имам. Јајцето си го врзува, пецивото за да нараснат. И тоа е тоа. Така. И една убава салата од марулка или зелкичка. А може овие и со јогурт. И со јогурт убаво ќе одат. Да. Така. И ова е готово. Гледате колку лесно и колку брзо се прават. Така, сега да ги доставам и останатите.
Само важно е, значи, да си бидете над нив. Тие си барат внимание. Уштипците си барат внимание. Еве последните 3 уштипчиња. И ова е готово. Ау, како крофни се, верувајте ми, како крофни. Толку што се вкусни. И така се подигна поради присуството, нели, на пецивото. Така. Уште едното да го ставам и веќе ќе исклучувам. Таман имам уште еден уштипак. Супер. Сега овие ги промешувам, ги вадам. Ево го и ова. Значи, најпрвин се фрлат во врело масло, а потоа намалувате за да може внатре да се испржат. Да не останат живи внатре. Тоа никако. И по неколку пати преврти, заврти, подмести. Ете така. Вие, драги гледачи, останете со нас, гледате Вкусот на традицијата и ќе видите како ова убаво ќе го сервираме на трпезата. И да ви кажам, од следната недела, значи за сите вас, кои што сте љубители, редовни гледачи на Вкусот на традицијата, ние еден ден однапред ќе одјавиме кога ќе снимаме емисијата во Златно буре Кучково, можете да дојдете и да бидете наши гости во одјавата на емисијата, во одјавата каде што можете да ги дегустирате сите рецепти што ги подготвуваме во емисијата. Ми ставија и вилушки нож, не знам зошто ми е, јас ова сакам да го јадам со раце. Погледнете колку убаво ни го аранжира, леле, меки, душа. И одиме во овој сос од павлака, кисели краставички. Леле, колку е добро. Фантазија, како вкус има. Меко, душа внатре, а од озгора крцкаво, да ви кажам. Откако го пронајдов овој рецепт, верувајте дека воопшто ќофтиња не правам. Баш вака ги правам. Па и добро ми оди со патлиџанче, шере. Прекрасно. Може и лути пеперчиња, може салатичка, што сакате. Чаша винце, чаша пивце, со се одговара. Но со добри луѓе на трпезата, со добар муабет, лав муабет, највеќе одговараат. Драги мои, кога некој ќе ви направи неправда, знаете што е најважно? Кога ќе ве повреди некој, само имајте трпение. Судот на Бога е најголем. Ќе даде ден кога секој во него ќе треба да ја плати сметката. На здравје, се гледаме во следната емисија. Бидете пред малите екрани во вообичаеното време, секој работен ден. Вкусот за традицијата само за вас. На здравје!